Денеска е време и од секогаш било време кога верниците се ретко нешто. Кога верниците се најскапо нешто. Верникот е најскапоценото нешто што мој да поставят во дујна, поскапо од дијамант, злато, сребро, нафта, верникот е најскапото нешто. И како така треба да ги респектираме и да ги цениме верниците. Не смееме на ниеден верник, да ние го навредиме. Не смееме на ниеден верник ние да го оттргнеме од нас. Не смееме на ниеден верник да го омаловажиме. Ние треба да се понашаме со рахмет, со милост спрема верниците. Зашто се ојаве најреткото нешто во дујна. Кога Аллах Желешану ги помогат верниците, зашто ми е мој да го навредиме на некој верник, да го напамниме на некој верник, и во хадиси кудси велат Аллах Желешану кој ќе му објави војна на мојот евлија, на мојот близок, на верникот, Аллах Желешану на нему ќе му објави војна. Аллах Желешану на него ќе му објави војна. Затоа треба да пазиме како е понашањето помеѓу нас. Иннамал муъминуна ихва. Навистина верниците се браќа. И како такви треба да се понашаме. А и верникот самиот треба да биде внимателен. Верникот самиот треба да биде внимателен во ова време на фитне, на фесад, на разврат, на неморал. Кога непријателот се собра околу нас, кога непријателот сака да не уништи на нас, верникот треба да биде мудар, верникот треба да биде паметен, верникот треба да ги земат себепите, да се заштити сам, негова фамилија и сите верници. Верникот да ги земат сите себепи, зошто? Во акида на Ахли Суннет вал Џемаа. Верникот мора да земи себеп. Овој ден, Аллах Желешану прави со себеп, без себеп и со полусебеп. Али улема кажи дека ние треба за некоја дотична работа да ги земиме себепите, причините, себепите, за таа да бидеш успешна. За да имаш пари, суннет кауние, космоски суннет, Аллах дал ти да работаш, за да добиеш пари, за да добиеш богатство. И Аллах Желешану на нас не учи, Пегамбер алейхиселам на нас не учи, да бидиме ние предпазливи, да не памниме во тие сплетки кои ги плети шејтан земно со некви сојузници. Земно ги плете тој плетки. Пегамбер алейхиселам, само една киса од живот на Пегамбер алейхиселам, која киса мој да се зборви многу дерсови мој да се зборви од ова киса. Повторувам пак, верникот да се заштити себе си, да заштити своја фамилија и браќа негови, треба да ги земат себепите. Не да се наслони на себепите, да ги земат себепите, а да се наслони на Аллах Желешану. Пегамбер алейхиселам кога преше хиџра од Мека во Медина. Аллах Желешану остана Пегамбер алейхиселам меѓу последните кои направија хиџра. Тој е Абу Бекир, Али и уште неколку сахаби. Аллах Желешану кога му даде наредба да прави хиџра на Пегамбер алейхиселам. Пегамбер алейхиселам во ова ноќ излезе сам, отиде до куќа на Абу Бекир и му рече Аллах Желешану ни нареди да правиме вечерно хиџра. Од безбедност Пегамбер алейхиселам сам отиде до Абу Бекир и сам му каже на Абу Бекир. После ова Пегамбер алейхиселам и Абу Бекир зедве што има е потреба за ова патување. Од Мека во Медина не отидве во правец на Мека, него се вратие контра правец спрема Мека. Отидве во пештера Таур. Седа е 3 дена ваму. Зошто? Ради безбедност. Зашто знае дека куфар ќе ги баре во пат на Мека, тие се вратие во назад позади и во други правец. Седа е 3 дена овде, черка на Пегамбер алейхиселам Есма. Доаѓаше и му носеше јадење и пиење на Пегамбер алейхиселам. Негов син од Абу Бекир доаѓаше и му носеше информации како ситуација во Мека. Како ситуација во Мека. Што се случи во Мека? Каде ги барат куфар? На кое место ги барат куфар?
Što nude za pejgamber a.s. i za Ebu Bekir. Еден овчар, се вели дека овчар на Ебу Бекир, со негово стадо со овци, ги покриваше трагите по кои тие одеа за да не можат куфар да ги најдат. Ова беше хатемен неби и пешер на сите пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем и на овој начин ги зеде овие предпазливост. На овој начин ги зеде овие себепи за да се заштити од плетките на овие куфар. Исто и ми е денеска. Куфар секогаш сака да направи плетки. Али алхамдулилlah Аллах джелле шану вели ва макару ва макар Аллах валлаху хајрул макирин. Тие пред плетки Аллах джелле шану на ними му пред плетки, Аллах е најдобар во тоа нешто. Како секогаш излегло теа, куфар пред и против ними излегват сите тие сплетки. Али ние да бидеме паметни, верникот мора да биде паметен, да го следи суннето на пегамбер алейхиссалам. Можеше да рече пегамбер алейхиссалам се наслонувам на Аллах без да ги зема тој себепи. Не, ги зеде овие себепи и се наслона на Аллах джелле шану. И ние за секоја една работа да ги земаме себепите и да се наслониме на Аллах джелле шану. Потоа тевакулот ќе биде тамам. Потоа наслонвењето на Аллах джелле шану ќе биде тамам, али без себепи не сме постапиле како постапил пегамбер алейхиссалам. Аллах джелле шану да молести на сите браќа во целиот свет кои се во мака во тегоба, во искушение и да ја поправи ситуацијата на сите مسلماني vernici. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.